во нашето второ линковско вклучување за денеска ќе се фокусираме на најмалите, бидејќи токму ним им се посветени работилниците за читање кои што се случуваат, односно се одржуваат во библиотеката Другарче. А деталите на оваа тема ќе ги дознаеме во продолжение од Марија Павлевска, основачка на интернет платформата Мама ми чита. Добро утро и благодарам што сте дел од утринската на Телма. Кажете ни за почеток, еве опишете ни впрочем како изгледа една ваква работилница за деца и како ги избирате книгите кои што ќе се читаат. Добро утро и благодарам на поканата. Работилницата започна во месец јуни, на 16 јуни и ги одржуваме токму тука во библиотека Другарче и тоа баш во овој простор, во дворот на библиотеката. Меѓутоа, како вчера, кога времето не е добро, користиме една од просториите, а тоа е училницата по англиски јазик. Една работилница изгледа навистина динамично, затоа што уште со самото доаѓање на дечињата ние се дружиме, бидејќи е една опуштена атмосфера. Се трудиме секој да си го каже своето име и да се запознаеме, да бидеме пријатели на оваа работилница. И потоа продолжуваме со представување на книгата која што ја читаме. Ја читаме со вклучување на прашања, со неинтегрално читање на една сликовница или роман, доколку се работи за тоа, туку повеќе поставување на прашања, читање на делови и слушање на дечињата и на нивните размислувања. Секоја работилница исто така вклучува еден креативен дел, каде што имаме некаква изработка. Од джиновска сликовница која што ја боиме заедно, до изработка на сопствена кукичка, вчера секој изработуваше своето кони и така натаму. Како ги бирам книгите за овие работилници? Тоа се генерално современи автори и нови дела, кои што сметам дека го заслужуваат вниманието на децата и на родителите и обработуваат многу важни теми, од пријателство, грижа за животна средина, за планета Земја, за генерално и за врсничко насилство. Продолжуваме сега со книга за пчелите, за рибите и за важноста на реките и така натаму, како и сите се броиме која што ни е утре, која што ни кажува дека секој човек е единствен и важен и дека почнувајќи од дечињата треба да ги учиме на тие вредности. А овие работилници се бесплатни, па како дечињата би можеле да станат дел од нив, односно како родителите најчесто ве контактираат? Главната контакт станица е мојот профил на Инстаграм, Мама ми чита. Меѓутоа и со доаѓање во библиотека Другарче може да направат резервација на место за тие работилници. Она што неизмерно ме радува е што секоја работилница е пополнета, се пополнува многу брзо и за овие 5 работилници што изминаа зад нас, домаќини бевме на 120 дечиња, што е намистина голема бројка и што окажува дека ваквите активности и ваквите читачки работилници се нешто што е потребно и барано и кај децата и кај родителите. Дали сите овие активности кои што ги споменавте, ги наброевте, може да придонесат за социјалните вештини кај децата и за да се поттикне нивниот креативен начин на размислување понатаму? Апсолутно. Секоја книга и секоја активност се така замислени за тие да соработуваат. Од самата носење на материјалите, сами да ги истражуваат, да креираат нешто, па да си позаемуваат едни со други, тоа се овозможува на една ваква неформална, меѓутоа сметам многу важна дружба и креирање на една важна заедница. Кога станува збор за дечињата кои што сакаат да читаат за време на летниот распуст, не само на овие работилници, туку и во својот дом, дали почесто преферираат, односно предпочитаат да читаат слободна литература или можеби сакаат однапред да ги прочитаат лектирите за учебната година која што им предстои? Лектирите се задолжителни, тие мора да се прочитаат, меѓутоа ние и за тоа имаме едно решение, имавме и работилница баш за тоа, како на креативен начин и преку алатки како тркало на прашања, коцки, измисливме едни кесички каде што тие може да ги пополнуваат со нивни интересни податоци што ќе ги најдат во таа книга. Тој процес да им биде забавен. Тие се задолжителни лектири поради причина бидејќи се важни, нели?
но важно е да се читаат и другите книги. Со овие дечиња што доаѓаат на работилници, немаме проблем со читањето, бидејќи сите и читаат и позајмуваат книги во библиотеката и едни со други ги комуницираат книгите што нив им се важни. Нешто друго што би сакала да напоменам е дека сите книги од овој проект се достапни во библиотеките. Дел веќе беа преку мојот претходен проект читачки клубови донирани во дел од библиотеките, меѓутоа продолжуваме со таа пракса и со новите книги, па така од утре ќе имаме примероци од Сите се броиме, од Пчеларот Јошко, Собовки, Три желби и така натаму, што е многу леснителна околност за родителите после читањето да ја позајмат таа книга директно во библиотека. Марија, ви благодарам за овој исцрпен и инспиративен разговор. Исто така ви посакувам многу успех во работилниците и се што ќе организирате во иднина за да може децата да ги внесеме во нови читачки и креативни авантури пред се. Ви благодарам пред се за можноста, еве втор пат да гостувам во утринската на Тилма и да ги представиме овие работилници. Се надевам дека интересот ќе продолжи и понатаму за нив и дека ќе имаме убава соработка како со библиотеките, така со родителите и за да израснеме нови генерации на вистински читачи. На самиот крај сме веќе од второто денешно линковско вклучување, така што на ова заокружување на некој начин ќе им посакаме убаво, интересно лето на сите деца, исполнето со многу авантури и приказни исто така меѓу кориците.